Како што видовте пократко, некој анимирано, ќе кажев интро што го направив. Опремата за денешното видео е тука. Првобитната идеја беше да се прави со Monsters, бидејќи стварно има различни јаки големи вкусови, но како што реков, видеото со Монстерот ќе ме чинеше добри 25 евра, искрено. Ги пребрав во фрижидерчето, беа 12 вкусови на Монстер или 10 што ги нема кај нас. Значи, плюс оние што ги има, овие што ги нема се само ќе кошта околу 22 евра. Искрено толку за видео не ми се одвојуваше, пошто као најверојатно нема да поминувал како и сите други, ама тоа е. Повремено гасам камера пошто ме гледат како путала, ама ајде више неа гасам да го завршам ова кратко интро. Небитно. Купив некој ситен како трипод сталак за телефонот да го ставаме, најверојатно ќе го снимам ова на тераса, сонцето полека заедно, тама нема да ми смета. И да, видеото од ги пробувам сите вкусови на Монстер, ќе стане на Хел. И тој го пијам често и тој е добар. Има неколку различни. Поминав со под 10 евра за ова видео и GG, идем. Еве сме тука на бојното поле, да кажам. Пола сат местев кадар едно друго и си викам, не било лесно да си јутубер пичко. За жал ми зајде сонцето, не успев да фатам кадар со него. И така сега ќе почнам да ги еден по еден, да ги анализираме и да ги пробаме вкусови од Хел. Тука имам вкупно 4, иако мислам дека ова е basic, значи 6. 7 значи 6. Сега уште да го проверам кадарот од камерата и се враќаме на видео. Океј, се враќаме назад. Добар е кадарот. Се надевам така ќе остане во текот на целото видео. И конечно може да кажеме дека почнеме. За да го елиминирам уште од старт овој вкус, формула, тест, дизајн, AI нешто. Еве, тука може да го видите. Се надевам убаво се гледа. Целото пакување. Се надевам има фокус. Не гледам што се случува позади камера. Оствари горе и доле гледам. Некако вак. Се надевам се гледа. Ова ќе пробам без цевка, поради тоа што мислам дека е basic. Сепак не. Сепак не е basic. Има боја на малина. Има вкус на некое полесно шумско овошје. Така некако би го опишал ја. На крај ќе ги рангирам од 1 до 7, бидејќи се 7. И тоа е тоа, ќе отргнем овој на страна. Нареден, кој и ќе го испијам цел, пошто е кафеин фри, не сакам да се надуем со кафеин. Овој со интересно пакување. Исто така не пишува вкус, кафеин фри само. Еве го вака. Се надевам исто така се гледа. Целото пакување. Сега ќе отвориме првата цевка, плюс за трафиката ми дада цевки. За секој од хеловите. Напомена, видеово не е спонзорирано од Хел Македонија, ниту пак од официјалниот Хел. Чисто онака го правам да извадам интересен контент и ето нешто за вас кога ќе дојдете тука или на било кој друго место да знаете што да пробате. Идеме да го пробаме овој Хел. Апсолутно ист вкус на струнка. Како да претуриле струнка, малку да ја позачиниле со нешто и со нешто за биде погазирана и да ја ставиле во Хел лименка. Добар вкус. Сега се ближиме кон овие што ми се многу интересни. Идеме на Strawberry Lime Zero Sugar. Пакувањето изгледа вака.
Пред да го пробам, сега ќе направам пауза да видам како изгледаат видеата кога ги покажувам хиловите. Еве ме назад, кадрите се супер, добре. Да продолжиме, овој веќе го покажав, идеме да го вкусиме strawberry lime flavor. Малку беше глуп поттекува, не требаше да си ги отварам сите. Ама ајде, веќе кога ги имам за џабе, што не. Зборам за сламките. Цевчињата. Вкус на некаква горка јагода. Не е ни шумска, не е ни обична домашна, туку онака горка. Не би го пил секојдневно. Идеме на Frozen Red Orange. Интересно пакување. Може би едно од подобрите од сите овие. Иако овој тука ми се истакнува највише некако. Ќе дојдеме и до него. Идеме да видиме Frozen Red Orange. Заледен црвен портокал. Така ли? Така. Искрено? Баш има вкус на портокал. И да, некако еден од подобрите. Ако реков овој беше како струнка, овој беше некако како малина, овој е катастрофа, горка јагода, а овој е баш портокал. За сега вака, ја тука ќе ги местам, кој како мислам дека иде. Не се гледа тоа во кадр. Како, уствари, може и тука вака да ги редам. За сега малината мене ми е прв, портокалот, струнката, па јагодата. И наредно на Groovy Grapefruit Flavor. Интересен назив, интересно пакување. Идем да го пробаме. Брз тип. Еве, ова е sugar free. Ова не е sugar free што ќе го отворам, еве ќе го искламускам. Ја знаете секогаш кога отварате нешто газирано во лименка, чукнете го тука вака неколку пати. Така нема да ви прсти. Голем дел од вас овој веќе го знае, ама ете зашто да не. Сепак да биде малку едукација некако. Од прилика нешто го гледам телефонот таму од стаклото како иде, се надевам личи на нешто видео. Идеме рековме на grapefruit, groovy grapefruit flavor. Класичен grapefruit. Мој личен вкус, катастрофа, дури јаготката ќе ставам пред него. Да. Идеме на најинтересното опакување, барем за мене. Zero sugar, црвен грейпфрут. Па ништо да го пласирам у море. Не прсна. Со Господ напред, да се покрстиме, да ја свртиме капата. Опс, отиде слабо. Добро.
Ова е подобро. Ама сепак јаготката е предна. И доаѓаме до последниот Hell Limited Edition на Chilin Guanabana Mango Flavor. Limited Edition, исто и ова. Се надевам убаво се гледам, мрзи со другата рака да вртам. Ќе паднам од столчево. Ако некој медицинар го гледа видео, немајте га или нема да ми биде ништо, веќе сум конзумирал поголеми количина кофеин од ова, а ова не е ништо, бидејќи нема да ги испијам. Сите хелови може ќе си го допијам, ово што највише ми се допаѓа. И тој изгледа не е кофеин фри, ама не знам, ќе видам. Ќе останат во фрижидери, ќе се пијат наредниве 2-3 дена. И на последниот манго вкус. Е сега. Манго вкусот е добар. Дефинитивно подобар од грейпфрутите и јагодата. Сега за да го направам финалното рангирање на сите овие хел пиења, ќе ги пробам уште поеднаш. Број 1. Се прашаме дали ќе се број 2. Океј. Сепак идем. Број 1 се останува број 1. Кофеинот, фри, струнката иде на број 2, а мангото на број 3, со тоа портокалот паѓа на број 4 и јагодата сепак не потврди толку и остана пред двата грейпфрута, а последен и најлоше овој груви грейпфрута. Пред него е црвен грейпфрут. Тоа би било тоа од ова видео. Се надевам ви беше интересно додека го гледавте. Видовте нешто што не сте виделе. Може би ќе сакате да пробате некој од овие хелови. Во Македонија мислам дека ниту еден од овие немам сретнато. Може би овој да го има некаде. Ама искрено ни него го немам видено. Само секунда да покажам. Се вратив. Сакав да го покажам, еве го. Да, дури си пише, овој сепак не бил класик. Еве како изгледа класик. Хел во Грција со limited edition на некакво пакување. Не знам дали кај нас се вакви. Најверојатно се, може би и не се, ништо чудно. Но да, ова е класик. Класикот каде би го вметнал? Искрено некаде тука вака. Позади мангото, а пред портокал. Но не битно. Него го купив со бајле, да се напијам чисто мака нешто. И да. Еве ги овие 7 хел пијалаци. Сите ги пробавме во ова видео. Ги рангиравме, број 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7. Други вкусови поинакви нема. Зборам нема нови што ги нема кај нас. Ја ги пробав само тие што ги нема кај нас во Скопје. И тоа би било тоа. Видеото со монстерите да ги гледавте тука наредни сепак се попишманив. Не сакав да го снимам и еви га кога прекалкулирав, ја мислев се 5-6, но биле 10-12 различни вкусови и реков идеме на хел. Фала ви што го изгледавте видеото, лајкнете, субскрајбнете, шернете го, идеме на поголема бројка субскрајбери. Тоа би било тоа. Чао!